За 3 месеци, односно до ноември, Пробиштип ќе треба да постави така наречени единици за компостирање на отпад. На истите отпадот ќе може да се селектира, сепарира и обработува и од него да се добива органско ѓубриво. Имаме неколку целни групи да опфатиме. Едната целна група е угостителските објекти. Да отпадокот од храната го фрлат во овие компостари, но и 2 населби на територија на општина Пробиштип. Целта, ќе повторам, на овој проект е преку практично и научно истражување да околу единиците да покаже ефикасност на воспоставување на новиот систем за собирање на отпад. Општинскиот совет веќе ги утврди локациите на кои станиците можат да се постават. Една од локациите е во непосредна близина на градскиот пазар и тој уред ќе ги обслужува потребите на угостителските објекти. Втората локација е во Калниште во близина на училиштето Никола Карев и ќе биде користена од страна на 100 домаќинства кои ќе се изберат по пат на доброволно пријавување за учество во проектот. Информираат од општината. Со ова Пробиштип станува прва и засега единствена општина во државата која ќе го преработува остатокот од храна и од него ќе прави органско ѓубриво. Овој систем е според сите стандарди и европски регулативи и веројатно е дека многу наскоро ќе мора да се применува и во сите останати градови во Македонија. Финансиски проектот Биоотпад е поддржан од Европската Унија, а во него се вклучени општините Пробиштип, општини од Грција и Кипар, како и Универзитетот Гоце Делчев.